дипломатскиот кор. Господин Венајовски, јас вчера немав можност да реагирам и сакам да реагирам Ако се јавеше, се добиевте. Молам, бидејќи ја прекинавте, не, вие ја прекинавте седницата и се однесувавте како председател на собрание, а не како председавач на оваа седница. И сакам директно до вас. Еве, Трајкова, сакам да го разбереш најдругот. Благодарам. Цел ден, во текот на вчерашниот ден, го кршиш деловникот. И денес тоа истото го направи. Конститутивната седница почна во 10 часот, така пише во деловникот, почнаш во 12:20. Не се случило никогаш координатор на претеничка група да побара било каков предлог да се стави на гласање и кога си бил председател тоа да не си го испочитувал. Најди ги стенограмите, бидејќи се повикуваш на стенограмите, а долго години сме заедно овде, ќе видиш како Силвана Бонева барала во името на претеничката група да се продолжи работното време. Игор Ивановски го барал истото, да се продолжи работното време, си го оставал на гласање. Не е важен исходот. Значи во континуитет го кршиш деловникот. Престани со овој циркус. Имаме предлог од 20 претеника. Легитимно. Сосема е легитимен предлогот согласно деловникот да избереме председател на собрание. И замисли, Трајко, нашиот, мојот и твојот пријател Талат Џафери ни е предложи. Талат Џафери ќе ни ја федерализира Македонија? Талат Џафери ќе ја кантонизира Македонија? Ние сите овде заедно? Па вие го гласавте за министер за одбрана. Беше ли лош министер за одбрана? Кого штити Трајко Велјановски? И знаеш, господин председавач, ќе ме извиниш, ќе направам мала дигресија, ова се и твоето однесување ми изгледа како ликот на оној главниот глумец во филмот Чуварот на плажата во зимскиот период. Кога се понижуваше за 5 банки да работи една мизерна работа, така сега ти за 5 банки или за без пари се понижуваш да штитиш злосторничко здружение кое што има покренато обвинение од официјална институција која што ти ја гласаш. Кого штитиш? Во текот на вчерашниот ден 4,5 сати Илија Димовски, 4,5 сати Антонио Милошевски. Паднаа на колена, ги молеа представниците на ДОИ повторно да се обидат некако да пробат повторно да направат коалиција. Тоа е срамота. Повторно велам. Благодарам. Мојот и твојот пријател Талат Џафери е предложен за председател на собрание. Прекини го циркузот, имаме предлог од 20 пратеника, дај да ја направиме оваа циркузијада во свечена седница. Талат Џафери да го избереме за председател и уште еднаш се извино. Благодарам. Во овој момент има 67 претеници на ова ново парламентарно мнозинство. Ти во овој момент немаш мнозинство. Мнозинството е на другата страна. И најдобро е, најчесто е да се станеш од фотелјата, некој друг да дојде на твоје место. Благодарам.